Навистина е добро да се видиме денес овде. Ова е навистина убава прилика. Многу сум среќен што сум тука и што имам прилика да го споделам овој ден со вас. Заедно со вас сите тука и што споделуваме заедно ваков еден среќен ден за сите наши граѓани, за цела наша држава. Почитуван премиере Ковачевски, ти благодарам многу за сета поддршка за овој проект. Сите колеги министри, исто така, огромна благодарност за целата поддршка што ја давате за овој проект и цела влада стои за изградбата на коридорите 8 и 10Д. Почитувам подпредседател на Собранието, преку вас ги поздравувам сите пратеници и на нив да им се заблагодарам за целата поддршка што ја дават од усвојувањето на специјалниот закон па се до усвојувањето на законските предлози кои што во моментов се дискутираат во Собранието. Исто така огромна благодарност и до јавното предпријатие за државни патишта, директорот Ејуп Рустем и сите вработени таму, кои што дават огромен придонес за успех на овој проект. Посебна благодарност до Ерик и Американската амбасада во нашата земја, која што беше дел од проектов од првиот ден па се до денес. Исто така до амбасадата на Република Турција и сите други амбасадори. Би сакал да ги поздравам многу Крис Јозгер, Ела as well, Josh and everybody else. И сите други, Мемети Джастин, но Крис, Озген и Ела се оние кои што беа со нас секој ден тука, уште од преговорите и од постигнувањето на договорот. Но денес и ова присуство и фактот дека апсолутното мнозинство на пратениците, сите министри стојат зад проектот, е најголема гаранција за сите граѓани и на Прилеп, и на Битола, и на Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга и Охрид, дека ниту Мицковски, ниту Свети Мицко може да го запре овој проект. Овој проект продолжува и сите влади, а следната влада секако ќе биде истата која што е и оваа денес, ќе го заврши овој проект, ќе ги пресече лентите и сите граѓани ќе се возат по нив. Втората порака денес ми е тоа што го гледате денес во собрание и тоа што пред една недела го направи владата на владина седница, е порака дека е дојден крај на заложништвото на собранието, на проектите и на иднината на граѓаните и на Република Северна Македонија. Ова парламентарно мнозинство, оваа владина коалиција, од минатиот петок па до денес демонстрира како значи да се стави крај на апсолутната блокада и заложништво на иднината на граѓаните. Тоа нема да се толерира и се демонстрира дека е дојден крај. И третата порака денес, така како што демонстриравме дека е дојден крај на заложништвото и блокадата, така од денес, при изградба на вакви инфраструктурни проекти најголеми во историјата на нашата земја, упатувам порака дека е дојдено време од денес да ставиме стоп, крај и на блокадата на нашето европско интегрирање, и тоа е веќе започнат проект заедно со премиерот Ковачевски, со партнерите од коалицијата, и нема никој да му застане на пат, како што нема да му застане на пат ниту на овој проект на изградбата на автопатиштата. Така да спремете се, качете се сите на овој воз кој што вози кон Брисел и кој што нема кој да го сопре. Ви благодарам многу.